Нема одговорност за Беса Адеми за недоаѓањето на седници на судскиот совет и што не кажа кој им вршел притисок на врховните судии. 7 гласа се изброија за запирање на дисциплинската постапка за разрешување на претседателката на Врховниот суд. Кој е за запирање на постапката? Седум за, 4 против. Со часови членовите на судски говореа зошто треба, односно не треба да се продолжи постапката, која све разрешување носеше можности за помала дисциплинска казна, па се до опомена за Адеми. Дел од мнозинството кое гласаше за запирање на постапката, јавно кажа како ќе гласа. Дали е точно дека претседателката зборувала за прашање од јавен интерес и те како е тоа точно? Дали има право на тоа? Има, но не само што има и обврска на тоа. Морам да кажам дека гледам напред, човек сум што секогаш гледам напред и позитивно, а особено и почитувам ставовите на Отенската мисија. Ако сакаме да се бориме за правна држава, поготово секој судија, а судија на Врховен суд мора да биде многу храбар и да каже точно е да има притисок од тој, ма гласа така како што гласа. Добро сте изврзирани вие адвокати, али ние судии сме добро изградени да пресечеме. Има основа вашиот предлог денешното рочиште да се одложи и на тоа внимаваме да не ни застарат предметите. А денес ќе ви кажем овој предлог даден во оваа насока е со цел да се доgovoи по оваа постапка, а нема причина. Од друга страна, Тања Чачарова Илиевска и Лорета Георгиева бара Адеми да понесе одговорност за тоа што во континуитет ги игнорирала поканите на судскиот совет, но и за тоа што наместо во надлежните институции за притисоците зборувала по медиумите. Јутоа ти во континуитет да бидеш спречен месеци, да дојдеш на седница на судски совет, во една состојба, сите знаеме во која се наоѓа македонското судство. И да не најдеш за потреба да зборуваш во телото во кое самиот си член, не ми е јасно. Морам да се дадам за слобода да кажам дека се однесуваше на начин кој не доликува на претседател на Врховен суд, со навреди, омаловажувања на адреса на судскиот совет, на членовите и на конкретните претседатели. Меѓутоа, очигледно, таквото неизино однесување беше од закрил и заштита на некои од членовите. Забранителот на Беса Адеми со запирањето на постапката останува отворена можноста за враќање на довербата во судството, но и угледот на судскиот совет. Согласувам со сите искажани ставови на членовите на советот кои што гласаа за запирање на постапката и како што кажавме на самата седница пред комисијата, баравме од членовите на советот да запрат оваа постапка, бидејќи тоа е единствениот начин да се врати довербата во правосудството, меѓутоа и да се врати угледот на судскиот совет. Дисциплинската постапка за претседателката на Врховен ја поднесе Милјази Мустафа, член на судскиот, откако таа јавно прозборе дека имало притисоци врз врховните судии, но не им кажа од кој на колегите во советот, каде пак и во континуитет од 6 месеци не присуствувала на седници.